Македонија. И ние им помагаме да извезуваат да ги прехранат своите семејства. Лицемерно. Не е лицемерно. Тие ќе купат од друго место. Ние ние не го забрануваме пушењето во државата. Ние го забрануваме во јавни простори. Во јавни простори. Забрануваме и тука некој ако решил да пуши, нека пуши, негова работа. Ама не може во јавни простори каде што и другите ги загрозува. Инаку морам да го поздравам ова и покрај сите противења, но и се е навика. Кафанџиите сега викаш се бунат, по 6 месеци луѓето ќе се навикнат дека во јавна просторија не треба, може дома да си пуши, може на улица, може. Господине премиер, јас сум во јавна просторија нема да може и ќе се навикнат на тоа и ќе стане нормално. Патувал во авиони кога беше дозволено пушење. Тоа беше спектакл. Влегуваш што у кафана не можеш да го видиш, онака. Сите чурат од нервоза у авион и така натаму. Кога го забранија, сите се приспособија. Но има една позитивна работа, тоа е дека огромно се намалија трошоците за лечење и процентот на заболени од рак како последица од пушењето. Ова го најдов како истражување, не од кампањи владини кои се и така натаму, тука како еден добар податок и мислам дека ова е добро. Колку сега строго ќе се придржуваме кон овие правила за непушењето? Спроведување на закон. Јако. Нема строго не строго. Значи сите инспекцијски служби ќе добијат како што нема да добијат и има да добијат на задача. Тоа што понекогаш некој не се извршува добро е друга работа. Инаку сите инспекцијски служби, откако е додено ВМРО ДПМН на власт и Никола Груевски за премиер, имаат задача кој ќе се фати, тој да си плати, што го прекршува законот. Сега ја знам некој може да се јави да каже ама таму и таму, вамо и вамо, онаму и онаму некој направи така, не го фатија. Не го фатиле. Ама нема инструкција да не го фатат ова и да го фата тој. Неселективно. Секој што ќе се фати тој да си плати, ако не го спроведува закон. А дали тој закон треба или не треба, ќе се расправа во парламентот за некој закон зборам. Ова е веќе поменат. Парламентот расправаше го прифати уште пред година и пол. Само се остави грејс период за подготовки за овие, да има кампања, подготовка на населението и така натаму, да не е одма. Но тоа е тоа. Цела Европа го прави тоа. Нас уште колку закони чекаа што се во Европска унија, што ќе треба да ги спроведиме и што ќе не добават. Ова е ништо за тоа. Кога ќе почнат преговорите ќе видите. Што? Пак има многу промени на закони, ќе има работи што ќе не боли, велите ќе не боли. Боли прв пат. После се навикнува човек. Пак имаме многу. Баш сега скоро разговарав со еден човек кој што е експерт за екологија. Имаме многу работи што ќе треба да ги промениме во делот на екологија. А ние имаме лоши навики во тоа? Например? Не навики, него едноставно повеќе пари ќе треба. Прво да речеме, сега е тоа топ тема, климатските промени. Ќе треба зградите да се градат по други стандарди, каде што има многу поголема изолација од ова што е сега, за да се заштити топлина. Една од работите за кои што треба да се влие и на климатските промени, да се заштити топлина. За да се направат такви, треба повеќе да се вложи од страна на инвеститорот што гради зградата. Тоа значи станот ќе биде поскап. Државните институции, сите ќе треба да извршат доинвестирање, да ги преправат зградите, што се сега веќе изградени, во правец изолацијата да биде таква да се заштеди енергија. Тоа кошта. Ние ќе бидеме обврзани, не дали сакаме или не сакаме. Ќе бидеме обврзани да го правиме тоа. Така. Треба да се намали процентот на CO2 во што се емитува. Македонија емитува доста голем процент. Има ограничувања во Европска унија. Европска унија е најнапред во тој дел. Ќе треба инвестиции нови во хидроцентрали, во овие обновливи извори. Ние може да имаме доволно енергија во некој момент, ама е од извори кои што се поврзани со издавање на CO2, на јаглерод диоксид. Ќе има многу промени кои што ќе не чинат скапо и тоа ќе не доволи. Можеби нема да ни треба нова, не знам, некаква централа, ама за да ја замениме ова што термото со хидро, ќе треба парите да си ги даеме во изградба на централа, ќе треба да се градат поскапи згради кои што ќе штедат повише топлина, ама ако ќе отидеме да платиме стан по квадрат, квадратот ќе биде поскап. Така да многу работи ќе се менуваат за време кој ќе почнат преговори и кој ќе влеземе во Европска унија. Тоа генерално е добро. Како поскапи, господине премиер, ние имаме квадрат поскап од Дубај во овој момент. Па сега Дубај не го знам колку е квадратот, ама Ви кажам проверена работа. Што ги снаоѓа другите држави? 1300, 1200, 1300 метри евра квадрат, па тоа го нема у најскапите градови во Европа. Тоа се случува на сите држави што влегуваат во Европска унија. Ние мора да се вратиме за здравство. Достигнеме одредени стандарди. Еве Хрватска сега добија задача бродоградилиштата или да ги продадат или да ги затворат.
Ако не, нема затворање на поглавјето за економија. Зошто? Затоа што работат, заработуваат. Затоа што се загубари и државата ги донира со пари од буџетот. Па, чекай, ако ги продаат... Извинете, се фалевме дека Хрватска донира во нови виногради, ги помага земјоделците. Вие дотации давате за земјоделието. Тоа е друго, субвенции се друго. И тука е добро. Тука колку повеќе даваме, толку е подобро, бидејќи од моментот кога ќе почнат преговорите или кога ќе завршат, се зема тоа што си го дало, па да не го зголемуваш за земјоделие. Да не се дава во загубари. Во загубари, да. Они можат да ги продадат и ќе ги продадат. Имаат заинтересирани. Ама тие кои ќе ги купат, одма ќе ги испуштат пола работници. А тоа сигурно, тоа ќе биде прилично убаво. Значи, имаме такви работи. Ова со цигарите, што е една од помалите работи, здравството да ве допрашам уште нешто. Што и се добро и за здравјето. Значи ние не ги воведуваме тие само затоа што мораме, туку затоа што треба. А ќе има работи затоа што мораме, што ќе треба да ги направиме. Здравството има можеби најголем буџет, ако не се лажам, така? Здравството има најголем буџет од сите ставки. Не знам, војска, полиција? Здравството има најголем буџет споредено со сите негови буџети преходно. Инаку има образование, ми се чини најголем буџет. Не сум точно сигурен, но мислам дека во образование, полиција има, војската и така натаму. Но здравството, ова и особено следната година, има убедливо највисок буџет споредено со било која преходна година. И тоа убедливо, не за малку. Зошто и покрај толку вложување и толков буџет, пак чувствуваме дека имаме многу лоша, па дури и полоша здравствена услуга кај нас. Јанко, се согласувам, има лоша здравствена услуга, може да биде подобра, но има и подобрување. Еве сега купуваме апарати и опрема за здравството што не се купиле никогаш. Ама тоа е ад хок, тоа е добро. Огромен број на апарати, огромен број на опрема. Зошто не е тоа стратегија за нешто континуирано? Вие му помагате на здравството во моментов, така? Да. Или тоа е во рамките на буџетот на Министерството за здравство или владата ова во редно? Владата донесе одлука да купи апарати во вредност од скоро 70 милиони евра. Таква набавка до сега немало во историјата на државата. Така. Зашто се тие апарати? 10% од тоа немало. Тоа се огромни. Од сите сфери. Апаратите, кои апарати ние побаравме Министерството за здравство во соработка со сите клиники, што им е најпотребно? Што им е најпотребно, тие дадоа список, објавивме тендер, ќе го плаќаме на рати во неколку години, но набавуваме огромна количина на апарати. Второ, од следната година стартува реконструкција, дел по дел, на сите здравствени установи. Речиси сите. Клинички центар, посебните клиники, болници низ Македонија, комплетна градежна реконструкција. Некој тече вода, некој прозор не се затвара, некој квака нема, некој веќе формирана, сум информиран, формирана е специјално одделение кое ќе работи на тој проект на возобновување на сите здравствени установи во Македонија. И во моментов се прави, тоа уште некоја година, што ми рекол во средба со тие луѓе, реков дека е тоа толку обемна работа. Значи ќе се иде до селска амбуланта да се види што фали, како фали, и тоа вика до 2011 најверојатно ќе трае. Веќе 8-9 месеци, ако не и година се работи на подготовка. Банката за развој при Советот на Европа веќе ни го одобри првиот кредит. Значи 2 кредита се во прашање. Првиот кредит ни го одобри. Тој мислам сега треба да пројде процедура во парламент. И некаде февруари-март да почне да се работи на терен директно. Инаку имаше комисија составена од значи буквално плочки, кров, прозорци, врати, што викате врата не се затвара, инструменти, се што фалело, се што не оди експертски тим во зграда, гледа што фали, запишува и да се реновира. И после тоа влегува во тендерот, добива некоја фирма тендер, оди и ги реновира тие работи. И се плаќа од страна на државата. Значи комплетно реновирање на самите објекти. Второ, набавка на огромна опрема. Што е проценката ваша дека тоа кога ќе почне или тоа ќе иде сукцесивно? Сукцесивно ќе оди, затоа што така е редот, не знам зашто така ми објаснија, ќе почне негде од март месечини. Сега од март почне. И ќе трае најмалку година и по до 2. Така. Постојано, значи не знам, неколку месеци тие ќе биде многу значајно и многу ќе го подобри здравствената услуга кај нас. Како не, има катастрофа е на некои места. Јас сум отишол на некои места каде искинати столици, сунгерот изваден, каде не знам, прозорот не се затвара, каде вратата откачена, чешми фала, течи кров, паѓа кров, со децени не инвестиран. Значи тоа не е 5 години не инвестиран. Стартува од март и промените колку ќе траат? 30 години не чепнал никој. Така, 30 години не чепнато, но колку ќе траат тие промени до тоа? Дали тоа ќе биде сукцесивно, постојано со децени натаму или ова е биде и понатаму, се разбира, но сега овој бран
Јарбран, што треба да покриете 40 години не пипнато ништо, ќе